Добро утро повторба, овој пат од Средното уметничко училиште, каде што ќе покажеме дел од делата кои што беа представени на изложбата Акт. Овдека колку што ќе може да забележи нашата камера, она што сакам да кажам веднаш на самото вклучување е дека навистина има многу уметнички дела кои што изгледаат навистина убаво и фасцинантно, меѓутоа за деталите околу самата изложба, инспирацијата, секако ова е дело на средношколците од трета година од Средното уметничко училиште, ќе ни раскажат две ученички кои што се дел од изложбата и кои што имаат тука нивни дела, односно разговарам со Теодора Ставрова и Лина Господинова. Благодарам што издвоивте време утрово и што ќе поразговараме на една вака убава тема. Благодарам и на вас. Добро утро, јас сум Теодора Ставрова. Трета година сум во Средно уметничко училиште по смерот сликарски дизајн. Еве ќе почнеме со првото прашање во однос на инспирацијата. Која беше инспирацијата да се направи изложбата Акт? Претпоставувам дека тука малце се виновни на некој начин во наводници самите ваши професори и ментори, но целиот процес ќе ни го раскажеш ти. Така, инспирација јас мислам сепак дека добиваме од нашето емоционално, ментално нашиот емоционален и ментален приказ на тоа што ни се случува во секојдневието прикажано на лист хартија. Сето тоа што го прикажуваме ние низ овие ѕидови тука сме самите ние и сето наше знаење што сме го стекнали тука во овие 3 години на искуство, на соработка. Според мене јас да можев би седела цел ден тука во училиште со моето платно, со моите пријатели и цел ден би се зборувале за нашите инспирации, за тоа што можеме и за нашата иднина тука. Спомнав на самиот почеток, има навистина многу уметнички дела. Еве, Лина, ќе ни кажете вие колку всушност вкупно ученици работеа на изложбата и колку временски период е потребно за се да се подготви вака и да изгледа вака добро? Изложбата спремаме 3 месеци и секако беше многу работа, но мислам дека на крај сите сме многу задоволни од тоа што го направивме тука. Бевме вкупно 12 ученика и мислам дека сите дадоа се од себе за да го реализираат ова што го гледате денес. Колкав е предизвикот да се направи нешто вакво и покрај тоа што, како што споменавте, инспирацијата ја наоѓате буквално од вашето секојдневие и еве нека биде всушност прашањето со оглед на тоа што сте стручно училиште, колку ваквите изложби и активности ве определуваат за понатак? Ваквите активности, односно изложбите, многу влијаат и многу се од големо значење за нас, уметниците, не само за нашата млада публика и ние како млади луѓе. Изложбата е еден од најголемите настани што може да му се случи на еден уметник за да се представи пред сцената, пред публиката. И ваквите настани се од големо значење за нас, поради тоа што се представуваме такви како што сме и го представуваме нашиот талент на еден најубав можен начин што можеме ние, уметниците, да се представиме самите себе си на сцената. Лина, колку ваквите изложби во кои што имате поддршка и од самите професори, под кои што се вие под менторство, имате насока за понатака, односно сега сте трета година средно образование, каде се гледате во иднина? Дали всушност ова помага да го определите вашиот пат и да знаете што сакате, а што не, затоа што или уметност е еден широк поим? Апсолутно, мислам, ние сме секако стручно училиште и во самото тоа сме на некој начин многу определени, но и во врска со смеровите, мислам дека за понатаму во животот би сакале повеќето ученици да продолжат во странство, само поради повеќето веројатно заради можностите кои што... Апсолутно заради можностите. Има повеќе начини да се реализира се она што го посакуваме, кое што можеби не можеме да го пронајдеме во оваа држава. Спрема мене, не со сега секој така, секако има и можности тука да се изрази како уметник. Мислам дека училиштето ни е многу добра база за да станеме тоа што сакаме понатаму, особено со професорите кои што ни возможуваат се што сметам би ни требало. Ние сме многу среќни, јас и Теодора што имаме многу добра класна. Класна Микица навистина ни возможи се и изложбава и
секако поддршката од професорите Да. може би клучна Да. и нивната иницијатива за да успеете да направите било што е нели дел од наставата, меѓутоа практичен дел. Теодора спомна нели на дека може би поголемиот дел од учениците тука во ваши интерни разговори иднината ја гледаат во странство кога станува збор за кариера во поле уметност. Како замислуваш ти каде го гледаш својот пат понатаму? Својот пат мислам дека и јас го гледам некаде надвор од оваа држава. Не дека државата е лоша, но според нас уметниците некаде кога одиме на страна имаме повеќе можности и јас мислам дека подобро е за нас и за нашата иднина и за нашите таленти да одиме некаде понатаму и да се развиеме во подобри личности. Ви благодарам и на двете. Се надевам дека ваквите изложби ќе станат почести за да доаѓаме и да пренесеме и секако ваши самостојни во иднина. Така е. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со ученичките Теодора Ставрова и Илина Господинова од трета година Средното уметничко училиште. Тука ја представивме само мал дел, оноко колку што може да пренесеме од уметничките дела од изложбата Акт, но и секако разговаравме на тема уметност и што понатака. Веројатно нивните одговори се чест дел кај нивната генерација со оглед на тоа што за уметност може би треба да се помине и нашата граница со цел да осознаваат нови нешта, па потоа да одлучуваат каде ќе го искажуваат она што е во нивна област од уметноста.